Пред некој ден гледам еден клип сниман во Приштина, во кој се интервјуираат албанци за тоа што би направиле доколку на власт дојде Доналд Трамп и ја затвори американската база Бонстил во Косово. Некој ќе рече тоа не е возможно. А ја ќе речам, погледнете го Афганистан и што се случи таму. Се повлекоа за 10 дена од земјата во која 20 fucking години се бореа против талибанците и светскиот тероризам, оставајќи им целата земја повторно на истите талибанци со половина донесена опрема која е 1/100 од тоа што го има на Косово. Дали е можно американското напуштање на Косово е прашањето? Па кажете ми вие. Албанците кои живеат на Косово и млади и стари мислат дека е возможно. И тоа сите што се појавија пред камера кажаа така, дека е возможно. И дали имаат решение за себе во тој случај, се отвара второ прашање, велат дека имаат. Сите интервјуирани албанци рекоа дека доколку Трамп ја затвори Бонстил, дека ќе си ги соберат парталите и фамилиите и ќе заминат од Косово заедно со американската војска. Дека немаат намера да ја чекаат српската војска ниту еден миг. А јас искрено, гледајќи ги како се силни јаки и гледајќи го оној Курти, како се заканува кај ќе стигне, мислев дека барем ќе си ја бранат државата. Ама времето на војни изгледа е резервирано само за јаките и добрите вазали. Сите други сме колатерална штета. А и што да се борат кога имаат матична држава? Ама и тие да ти биле ко нас, само на бегање ги терало. Сега ми фалеше делот од клипот каде ќе бегаат. Ако се знае дека најблиската локација за бегање на американците е најблиската земја членка на НАТО, ај погодете која е таа земја од три пати. Веројатно со нив ќе дојдат и албанците во таа земја од НАТО која погодувате која е, кои не сакаат блиски средби од трет вид со србите. И така приказнава гледано од сегашната перспектива изгледа како издржи Вучичу додека да победи Трамп, а обично првиот подпис што го става председателот е за повлекување од некаде. Да ве подсетам, првиот подпис на Бајден беше за повлекување од Афганистан. Чудни се тоа некои коинциденции во принцип. Исто така многу се чудни коинциденциите дека во Скопје има голема побарувачка на станови кои се купуваат, а во нив никој не живее. Веројатно со нив ќе дојдат и албанците кои ако се земе предвид дека околу 200.000 граѓани имаат по 3 пасоши, косовски, албански, северно-македонски, да предпоставиме според тоа кој ќе живее во новите згради во Струга, Кичево, Гостивар, Тетово, Чајрис, Гетмол, па и Карпош не е за фрлање. Еве сега Пуцко ќе го направи фамозниот алумина простор. Факт, затоа што нашите луѓе не купуваат, младите и македонците и албанците избегаа на запад. Германија полна, Лондон полн, Малта, Швајцарија, Австрија фул, Италија, Чешка, Белгија, Холандија, некој ќе рече, абе Сашо, тоа е теорија на заговор. Да, теорија на заговор. И се докаже дека заговорите се 100% вистина. Како беше теорија на заговор кулите близначки, нападот во Афганистан, внесувањето демократија во Кабул и на крај чао море. Ми одосмо, еве другарчиња во Талибан ке се уселат, они се ќе ја водат држава. Така исто и со коронава што ја фативме од јадење лилјаци. Па сега ни се случува и тоа што не веруевме дека ќе ни се случи. Па кој тоа ќе го смени името? Нели така се викаше? Па нели некој овој Пендаровски се колнече вика која е таа будала вика што ќе смени името. Па маме ни еба после. Ако имаш доволно предавници не постои ни една теорија на заговор што не можеш да оствариш. Исто е и теоријава на заговор дека за да влезе Србија во НАТО треба да си го врати Косово и да се одрече од Русија. Потоа дека Македонија е само територија за раскусурување и за нивелирање на граници и дека Украина мора да се подскрати малку, да се отфикари за да опстане. Ама само како житница за храна со контролиран режим од Вашингтон. А потоа ќе мора да ги враќа едно 150-500.000 години парите од Европа и САД во жито и храна. Односно, лево ќе биде НАТО, десно ќе биде БРИКС и Русија. Нема да има дупки и островчиња. Ете, тоа е таа теорија на заговор која ја издаде само едно клипче снимено на пазар во Приштина. Кој сака нека верува, кој сака нека се прави наудрен. Наудрените обично прво ги удираат. Затоа што е полесно, не се внимателни, гледаат на страна, тргаат поглед, зихераши, лешпери.
А ние ќе бидеме спремни, бога ми. Ќе изградиме уште некој стан за тоа време. Одлична стратегија. Битно да им ги земеш парите. Они во никој случај, тоест они во секој случај ќе ти ја зема државата. Ти парите, они државата. А јеби га. Теорија на заговор. Абе, у факинг Скопје, уште по факинг дебар мало, купен стан од 43 квадрати е 120.000 евра. Ви се молам. Абе, можно ли е да сте толку глупи? Всушност, се прашувам, кој е овде полуд? Овој што продал стан од 43 квадрати за 120.000 евра или овој што купил стан за 120.000 евра? У факинг Скопје, у факинг дебар мало. Кај што луѓето кои ќе искочат на тераса си дишат у врат од другата страна до и комшијата што е у зграда, си гледаат у купатило кој се бања. Она девојчено што пред неколку дена објави дека во Њујорк можеш да купиш 2 стана од по 60 квадрата за тие пари, сега сигурно добила напад на икање која разбрала за дебар мало. Еј, стварно, станов кај се наоѓа, у кој дел на дебар мало? Во оној кај морето со поглед на светилникот со шеталиштето долу кај што има палми, мир и тишина. А? Еј, ондека кај лежалкана што гледа кај што лежи Джейл Ло у бикини. А? Таму е станот. Жими Ашимов е таму. Станот е во дебар мало кај што со комшијата, како што реков, преку тераса си подавате црвен пипер, купус зелка, кисели краставички, додека другиот комшија ви гледа у спалната, додека клецката жена ви, нели, или швалерката, нели. И тоа е истото на дебар мало кај што нема паркинг ни за лек, кај што се дерат цела ноќ и брмчат со мотори со пробушени ауспуси, кај што мириса на чорба до 12 саат, па на кебапи до 6, па на пржена риба до полноќ. Станот е инаку all inclusive. И мирис и укус, таман за 120.000 евра, 43 квадрата, 120.000 евра. 120.000 евра за голубарник. Со голубите горе. Ти си колбаш, вака со голубите. Ало бе, на Мейнхетен ли продавате станови, бе? Не е нормални едни, бе. Абе, не е нормални, бе. Во Хонолулу ке најдам поевтин стан, бе. Марбелја додам ке најдам поевтин стан на само море. На Копакабана ке најдам поевтин, бе. Од озгора ке си го гледам овој Ромарио Роналдо како играат у тоа песокот. Мал фудбал. Бе, ало, да имам пари, да имам многу пари. И да купам стан од 120.000 евра у факинг дебар мало. Треба да сум ретардиран, малоумен. Треба да ми диши главата, јебало вас дебар мало. За да купиш стан од 43 квадрата по цена од 120.000 евра, треба да не си го мрднал ташакот за тие пари, бе. А си црнчал 12 сата дневно во некој скапан погон. Ако си црнчал пак 12 сати дневно во некој скапан погон, немало да ти падне на памет ваква глупост. Ама ако ти искаширале господава на власт по некој тендер со народни пари, си викаш, па добро бе, шо побргу дај да ги затворам парите во стан на туѓо име, за да не јадам нели бајбок као секретар на влада, па да морам да ги враќам нели у кеш. Вака нека го најдат станот ако можат. Ама пак бе, зашто го купува во дебар мало? Исто толку брзо може да ги потроши ако купи не знам стан, што знам, у Парелија, у Платамона, Тропам, Скијатос, на Миконос. Па да почувствува и некои други убавени, телесни, освен тоа што емотивно се задоволил кога си го купил станот. А Миконос плача за такви емотивно-психички телесни убавени. А тој што го продавал, тој стан знае дека има гуски, ќурки, овци. Си вика, док биде ќурана, ке има и добар подварок. И тој ја направил зградана со 300 далавери и пари од чесен бизнис Жими Ашимов. И сега
Добро ги подзапарало ова паричкиве. Еднаш констатиравме заедно со стручњаците за корупција дека корупцијата е таму кај што нема логика и пазарна цена. Ако автопатот е 1.300 милиони, а истиот во друга земја само 300 милиони, тоа по некоја логика значи дека овде некој краде. Дека овде некој е корумпиран. Затоа оние што продаваат си нашле овци во овие што купуваат. Или на волците и на овците нели им одговара. Во секој случај парите неќе да се нивни. Мислам во моментов се нивни, ама како ги стекнале тоа само во нормална држава се сознава, не во ваква како оваа козоебина. Во оваа нашава јок бурда јавашлук и јарамилак. Погледнете го само пазарот на недвижнини, иако има преку 80.000 слободни нови станови, се продолжува да се гради и да растат цените. Што значи тоа бе? Тоа значи озаконување на нелегално стекнатите пари. И перење на пари? Кај нас никој не проверува каде влегуваат поземниците на градежните фирми или каков е капиталот во странските фирми кои се јавуваат како инвеститори. Да се проверува парите и личностите, немаше Македонија да биде Елдорадо за сите што сакаат нелегални пари да претворат во згради, а потоа некои овце ќе купат станови по 2000 евра квадрат со легални пари од кредити, ќе се задолжат во наредните 100 години, а господава граđевинци ќе се ги вртат парите и ќе направат огромен профит. Профитот ќе остане за следните згради од по 25-30 ката на место нели на зеленило, а поземиците ќе ги обелаат, ќе си ги вратат. Нели, повеќе тие не се пари од тендери, од бело, од криминал, тоа се чисти пари. Некој вели градежна мафија. Ако се пресмета колкав е бројот на политичари што се во градежниот бизнис со сеуслужните фирми на нивните деца, слободно може да го носи називот политичко-градежна мафија. Прашањето е, дали има спас? Има. Оној момент, кога корупцијата ќе се намали на мал процент, ќе се намалат и изворите на црни пари кои ќе може да бидат шприцани во градежништвото. Тогаш ќе мора да се гради со бели пари заработени од честна работа. Тогаш ќе паднат цените. И ќе заборев. И кога ќе се оданочат, бројот на становите во сопственост на едно лице или на една фирма. Ако не ги продаде за година-две, данокот дупло. За 2 години данокот дупло. Па слободно нека ги чува како капитал. Вака, само бандитизам и јарамилак. И сакате да ви останат младите генерации тука, па кога тие млади ќе се вработат, ќе направат семејство и ќе си купат дом, кога треба да издвојат 120.000 евра за 43 квадрата. А јас не верувам дека во 43 квадрата има детска соба. Добре, ако има и купатило, ако не се бањаат во умивалник, за тие пари толку, која бандитска држава сме, не ми се веруе.